4. За тоа, дали некој ќе прифати или нема да прифати амандман, се носи одлука која што вие како вице-премиер за економски прашања требало да знаете како. По она кое што вие го прикажувате тука, јас можам да ви честитам за борбата, заради тоа што сте единствен, но можам да приметам и дека не толку добро сте го следеле парламентарното делување во изминатиот период. На 1, 2, 3, 4 столчиња од вас стои седи поранешниот претседател на собранието, нека ви каже како се искратуваше правото на опозицијата за поднесување на амандмани, кога викаше тука 5 процедурални на секој што ќе го повлече амандманот. Ние такви практики нема да правиме. Но ваков начин на кукавичко бегање од дебатирање е само одлика на некој кој што нема аргументи. Вие немате аргументи. И затоа се одлучувате да бегате. И затоа ги повлекувате амандманите, бидејќи досега од 74 амандмани на 35 колку кажавте дека беше вас, еден амандман немате добиено во аргументи зошто треба да се прифати или зошто треба да се одбие. И а вас тоа ви е јасно. Ете, јас ја прифаќам вашата фрлена ракавица. Ајде да работиме до сабота 24 часа без престан. Но тогаш ни давате право да ние директно од собранието известуваме колкумина од вас се присутни. Немојте да се правите посилни од тоа што сте. Ве молам, немојте да се правите посилни. Не зборам за вас лично. Зборам за пратеничката група. Многу силни изјави слушавме, па потоа моравме да се соочуваме тука да председателката остане сама на истиот форум за ребалансот. Немојте да се правите посилни од колку што сте, затоа што за ребалансот некој тука само дојде, еден ден беше присутен и повеќе го немаше. Немојте да се правите посилни него што сте, затоа што кога имате група на амандмани подпишана од вас, случајно некој не е присутен во просторијата. Ајде да дебатираме за секој амандман. Ако сте уверени дека сте во право, седете тука, да дебатираме, не ги повлекувајте амандманите. Дали ќе се јавиме 10 луѓе, 100 луѓе за збор, не е важно. Ние сме сега во позиција да бидеме на некој начин критикувани, бидејќи сме од владиното мнозинство. Вие изнесете ги аргументите кои што треба да бидат на некој начин реални согласно опозицијата. Тоа е суштината. И немојте да прејудицирате дали некој амандман ќе биде одбиен или прифатен. Дајте шанса на процесот. Согласно деловникот, имаме уште 2 дена да расправаме за амандманите и потоа уште еден да ги исчитаме. Немојте да го одземате правото на мнозинството, на опозицијата, на граѓаните да слушнат какви амандмани сте поднеле, да дебатираме по истите и на крајот да видиме дали некој амандман ќе биде прифатен или нема да биде прифатен. Разликата во тоа што претходно се прифаќаа амандмани, повторно ќе ви ја кажам, што беа квалитетно изведени и направени на начин да бидат прифатени. Господинот до вас прашајте го, мене лично ми има прифатено амандман, зошто и како е тој амандман направен. Сме седнале, сме се договориле, господинот Бочварски го прифати амандманот, ети ги средствата стојат на сметка. Седнете и прашајте го зошто го прифати амандманот и дали тој амандман беше целоисходен или не беше целоисходен. Благодарам. Колега